Појавувањето на електричните возила предизвика тектонски поместувања во автомобилската индустрија. Се појавија големи пазарни пукнатини кои доста мали фирми се обидуваат да ги потполнат. Една таква е и германската Sono Motors, која пред неколку години истапи со возило со соларни панели на покривот. Место да бараат корпоративен партнер кој ќе ги изфинансира нивните идеи, хроничниот недостаток на средства тие тогаш го решија со повикување на мали приватни инвеститори. Собраа $500,000 евра кои беа доволно технолошки да го подготват своето возило за производство. Сега пак, кога дојде на ред и тоа, повторно упатија повек до сите загрижени за човековата околина да им помогнат во собирањето инвестиции за да започнат со производството на моделот кој во меѓувреме го нарекоа Scion. Целта им беше амбициозна, за 50 дена да соберат $50,000,000 евра, а реакцијата на јавноста изненадувачка бидејќи за неколку милиони ја надминаа. Со тие пари, младите германци ја закупија поранешната фабрика на Saab во Шведска, од каде планираат при крајот на годинава да излезат првите возила. Договорот предвидува за 8 години да се произведат вкупно 260,000 возила кои ќе се продаваат по цена од само 16,000 евра, но без батерии. Со нив треба да чинат 25,500 евра, а постои можност тие да се изнајмат на месечно или годишно ниво. Предност на овие возила им се споменатите соларни панели на покривот, кои под германското сонце треба да обезбедат струја за поминување на 30 на километри дневно. Инаку самиот модел со засега неугледен моноволуменски изглед има должина од 4,3 метри, електромотор од 160 конски сили и автономија од 250 километри. Според раководството на германската компанија, досега се примени дури 13,000 преднарачки.